Добра вечер, почитувани слушатели и гледачи на ТВ каналот Откритија Discoveries Надеж за иднината. Ова е прва програмска серија дебата од областа на правото, сигурноста, владење на правото, правна држава, наспроти корупцијата од серијата наша отворена македонска дебата. Оваа емисија се емитува секој четврток во 20 часот во Македонија, додека јас овде каде што сум во Мелбурн е сега некаде околу 6 часот ми се чини после пладне. Добра вечер од мене и добар ден исто така и од нашите соговорници Агапи Тофиловска, Добар ден. Ана, Добро исто вечер. така Любинкова, Мијаковска, добро вечер. Надеж за иднината, парадигма за новото време, околу тоа како можете вие да го пријавите вашиот предмет кај нас, ќе ви дадеме податоци на крајот на емисијата. И еве денеска е 11 август 2022 година. Денес ќе разговараме околу предметот народно вето како можност народот да се ослободи од мафијата во Македонија. Ќе го повторам ова пак. Народно вето како можност народот да се ослободи од мафијата во Македонија. Немајќи своји представници во окупираното собрание, народот како суверен страда и е изложен од терор од секаков вид. Немајќи институционална поддршка, секој жив човек во себе го има инстинктот за преживување, кој го тера да пронајде начин како да се ослободи од окупација без војна, со самоорганизирање на своите животни активности и да си обезбеди опстанок. Дали е ова можно и кои се начините да се постигне ослободување од скапаниот систем во Република Македонија? Тогаш ќе можеме да преминеме на прашањата, бидејќи ете ја представивме денешната тема. Очекувам дека ќе имаме возбудлива дебата околу ова прашање. И првото наше прашање ќе биде: каква и колкава е правната сила на окупаторот Северна врз македонците во Македонија? Повелете. Кој ќе оди прв? Повели Агапи, доколку ти би сакала да направиш еден твој пристап и вовед, може слободно, или пак како смиташ? Добро. Може. Небитно. Значи, се наоѓаме тука каде што се наоѓаме, во оваа ситуација. И сега гледаме дека веќе 5-та година не зашуткуваат со начини како да го решиме проблемот, а проблемот во суштина е нарочно наметнат и измислен. Значи, ние во измислена реалност живееме и никако не сваќаме што се случува. Мафијата во Македонија, па и пошироко, а тие се поврзани мафии, зашто истото го работат, целосно ја окупира државата. Гледаме дека се повеќе и повеќе тонеме и ни се ускратуваат човечките права, па уште малце ќе почнат и робските права да ни се ускратуваат, затоа што на робовите велат им даваат оброк да јадат, а нас никој не ни дава оброк да јадеме, ако сами не си го обезбедиме, а од друга страна не ти дозволуваат да се реализираш како човек во своите активности. И сега, со оглед дека е тоа така, имаме, значи, окупирани институции, кои што воопшто не работат
за нас, работат против нас, а истите тие институции по словото на хартија силата ја црпат од нас како суверен. Ако сме ние суверен, односно собственик на Македонија, македонската земја и се што е во нејзе, и сме го придале суверенитетот во представничката демократија, гледаме дека таму се натурени некои луѓе што воопшто не ја упразнуваат нашата идеја, цел и не доаѓаме до реализација на нормален живот. Во сите тие размисли, обичниот човек не знае кого да слуша. Ако ги погледнеме сите, или скоро сите, лидери на партии, така наречени партии, тоа се кланови мафијашки, не се никакви партии. Оти немаат идеологија, освен плячка и поништување на народ. Ако ги погледнеме нивните размисли и изјави, нив им врви возот. Кучињата лаат, караванот врви. Сега што допринесува за таквата состојба? И сите овие останати интелектуалци од правната фела, или адвокати, или правници, сите оние што се должни да му кажат на народот, да ја дадат насоката, вистинската насока, што се случува и како може да се реши оваа состојба. Гледаме дека 5 години инсистираат на некои, како да речем, како да го раскинеме договорот, и ние нормално зимаме правни книги, учиме како обичен народ зборам. Абе како да направиме, што да направиме? Додека во еден момент не сватиме дека не можеме да разговараме за правно решение на измислен проблем кој нема никаква правна основа. Па од тие причини би прашала и ги повикувам. И ве повикувам сите вас да се запрашаме како тоа Македонија не постоела више, македонците се избришани, така? А постои некаква северна. Кој тоа го направи и кога? Затоа што ако не е направено согласно Уставот на Република Македонија, како што предвидува, тогаш не е можно ние да сме со сменет устав, така? Многу ме интересира зошто ова не го согледуваат, не го кажуваат сите актери на јавната сцена, кои што се по телевизии, портали, списанија, значи допираат до народот и имаат некаков габарит да бидат сметани за борци за вистината, правото, правната држава, сите тие фрази бла-бла. Како тоа они не гледаат дека целата работа нема правна сила и дека не може некој со државен удар да ти смени устав, при тоа суверенот на никого не го дал своето право да направи такво нешто. И сега наеднаш самиот суверен нема каде да се жали или нема своји представници во власта, а наводно ги бирал, нели? Па малце да продискутираме на оваа тема, затоа што
На луѓето не им е јасно дека е се лажно. И веруваат во кутијата наречена телевизија. Така. А од телевизијата ги слушаат сите агенди на длабоката држава, новиот светски поредок, како сакате. Кој е вашето мислење за тоа? Одлично прашање. Ги прашуваме гледачите и слушателите, се прашуваме самите. Ова е длабоко прашање. И треба да се размисли за ова, не? Што е лага, а што е вистина? Токму така. За да станеме свесни дека живееме во лага. Затоа што знаеме се што се случи од денешна перспектива, знаеме дека целиот државен удар е намерно исцениран, изражиран. Не знам сега што се случува со луѓето што се во затворите. Бидејќи ние ја пропуштивме можноста, тоа се прави во момент, се излегува и се оди пред затворот, веднаш да се пуштат или се оди пред судот и се реагира за тоа што таа судија која донесе пресуда за тероризам. Пазете, тероризам е окарактеризирано дејството на суверенот кој што влегол во Народно собрание, во својот представнички дом, што е негов, за да го одбрани уставот и државноста, правната држава. Како може тоа да биде тероризам? Кој е тука терорист? Судијата или? И сега некои од луѓето влегоа со чиста патриотска мисла и заради ова што го зборуваме, што е нормална состојба. Ама некои ги инструираа за друга позадина, позадината ја гледаме. Со државен удар да ни ја срушат власта, која што треба да постапува по закони, и тогаш овие дојдените не подлежат под законите и можат да прават се што ќе посакаат, бидејќи не подлежат на уставот и на законите на Република Македонија. Тие се тие кои што го прекршија. И колку години тоа го прават? Па, тоа се деси на 27 април 2017 година. Од тогаш, од тој момент, се е нелегално и нелегитимно. Значи, легалитетот го црпат од правните норми, а легитимитетот го црпат од суверенот, од мене и од вас и од сите нас. Ние не им дадовме никогаш легитимитет. И сега да ми објаснат тие стручњаците зошто на народот не му кажуваат дека се е правно ништовно и ништо не постои. И дека ова сето е лага, е еден театар, се додека не ја постигнат крајната цел, а тоа е да се само избришеме, затоа што ако не се избришеме самите, не постои сила што може да не избрише. Едноставно не постои. Агапи, народот досега дали се има јасно и гласно изразено дека ја прифаќаат таа лага, тие власти што се сега во сила, начело со Џафери, кој што председава во самото собрание, кој што насилнички беше поставен на таа позиција. Дали народот, македонскиот суверен народ, некогаш ова го прифати? Па, овака, очигледно е дека не го прифати, бидејќи не го прифати референдумот.
Едноставно не разговара за прашања кои што не се во домен на било чие одлучување. Не можеме да разговараме дали се ова Македонија, дали сум јас македонка, дали сум јас... Тоа е нешто што е Богом дано, а Бога ми јус којанс дадено по сите пишани права и универзални права. Така да, јас се на ставот на македонците. Македонците ни направија абстиненција во смисол, па не ме интересира што сака нека биде. Не, они направија активен бојкот. Организирано, не отида на референдум, бидејќи прво тој референдум е лажен, бидејќи е распишан од лажни одакви, кажи ги, представници. Како може Таљат Џафери? Како може Таљат Џафери да ми распишува референдум? Како може? Можно е тоа? Не може тоа да се случи. Сега ме интересира сите овие професориве, сите овие правнициве, адвокативе, правните тимови, по партиите, по институциите. Зошто не го кажуваат ова на народот? И зошто прифаќаат дека стварно Таљат можел да смени устав? Стварно Таљат можел да... Не разбирам. Затоа што позади Таљат стои... како се вика? Евроатлантистичката клика. Тоа се исто така мафијаши. И тоа го гледаме сега. Британија, Франција, Германија. И Америка. И Значи, најголемиот проблем е, барем така е представено, американската амбасада овде и нивните амбасадори кои сите поред се понашаат као гувернатори. Као да сме ние сме нивна колонија. А не знам зашто викам кога де факто ние сме тоа, бидејќи не стануваме да си ги оствариме своите права. И сега ме убедуваат дека, јас викам па добро, ајде ќе пишеме да го светот виде, нели, дека македонците не излегоа на референдум. И пазете зашто беше такво на тој лажниот референдум прашањето НАТО ЕУ, затоа што во уставот на Македонија им стои дека за влез во НАТО, за влез во ЕУ, мора за влез во било која меѓународна организација, мора да има референдум и мора мнозинството од избирачи да гласа за пристапување во било каков сојуз. И сега они со таква една лажна слика се обидоа да не изманипулираат дека еве ние гласавме и за НАТО и за ЕУ и за се. Ама сега во тоа е сето тоа нели е наведено од овие во амбасадите. Агапи, едно прашање. Ги спомнавте амбасадорите на Соединетите Американски држави, кои си имаат своја дворишна политика и досега на сите би требало да им е јасно дали во Македонија или надвор од Македонија, бидејќи сад окупираат многу земји, Македонија е една од тие земји. Која е нивната правна сила? И дали би можеле и нив да ги дефинираме како окупатор во таа сделка, така наречена северна? Па тие им ја даваат силата на марионетиве, што глумат власт, опозиција. Јас не знам како не разбираат овие сите, еве ги, партииве, демек опозицијски. Сите до еден. Како они не разбираат дека тие не се никакви пратеници во никакво собрание. Едноставно тие не се ништо.
ниту пак овие во локалните по општините што се демек изгласани на локални избори, Да. дека представуваат некакви советници. Не се, ништо не сте. И со тоа треба да се помирите. Ако сакате да помогнете, Македонија да се врати онаму каде што припаѓа. Македонија е тука. Македонскиот устав не е скршен. Не е сменет. Не е сменет. Терористите, односно, не може да ги... Терористи не кршат устав, влагаат со оружје. Овие, значи, влегоа со ментално оружје. Ние сме, ова е, значи, јасно е, перфидна една војна, која трае со години, со сите недозволени средства, и психолошки, и со фреквенции, како што кажав, на секој начин. Да и дадеме збор сега, да видиме размислувањата на Ана, па пак се вратиме, да. Да, имам јас тука нешто, гледав, па ќе прочитаме нешто, кој што вика и како вика. Добро. Ана, повелете, каква и колкава е правната сила на окупаторот Северна врз македонците во Република Македонија? Благодарам. Одговорот на ова прашање виднаш би бил дека тие немаат никаква правна сила, значи окупаторот нема правна моќ веќе во нашата држава, окупираната Република Македонија. Тоа го потврдува со секое ново дејство или злоупотреба на функциите на оние кои што се така наречени представници на народот во оваа форма на представничка демократија. Поради тие можности за злоупотреба на функцијата на должностите на народните представници, во демократските системи, значи во парламентарното право и парламентарната демократија, се предвидени, значи во демократските устави на земјите, се предвидени механизми со кои што суверенот може директно да одлучува по прашања кои што го допираат нивниот витален интерес, или за одлуки за кои што едноставно не може и не смее да одлучува тој состав, да речеме парламентарен, законодавен или самата влада, затоа што тоа се прашања за кои што краен одговор конечен треба да има самиот суверен. Значи во тој дел има прашања кои што суверенот едноставно не ги пренесува апсолутно на своите представници, туку го задржува правото, односно со тие одредби демократски институти и механизми, му се овозможува да го задржи тоа право за себе и во крајна линија, значи во еден краен случај, дали во некои судбоносни моменти, како што еве и ние се наоѓаме во Македонија, да може тој да одлучува, односно да си ги преземе одлуките во своји раце. А оваа тема, денешната најава на која што и така го и најавивме ова емисија за народно вето, кое што во суштина по дефиниција значи нешто кое што народот го забранува, значи става забрана на нешто, отворува нешто, одбива или не прифаќа, и токму во контекст на ова прашање, каде што веќе официјалната, да речеме, власт или окупаторска во нашиот случај, едноставно веќе нема легитимитет да одлучува за правата на суверенот. Таа е окупаторска диктатура и таа формулација што пред 5 години од народот е поставена
за природата на на таков еден режим и власт инсталиран, за кој што сме говорили во многу прилики, сега да не го прошируваме, да не ја прошируваме дискусијата, туку да се држиме точно до овој момент, во моментот кога народот веќе ја достигнува точката во која што треба самиот да превзема одредени чекори, се разбира и одговорноста за тие чекори. Во однос на првото прашање, односно на самата проблематика за народно вето, јас во оваа прилика би сакала придонес да дадам во расветлување, односно во експликација на некои важни аспекти околу тој демократски механизам. Да. И со тоа и да изразам јавно пофалба на Агапи, затоа што тоа беше низен предлог, начинот на кој што таа секојдневно со тоа гурливо прашање, значи согурува едноставно, како да кажам, со таа проблематика како еден родолюб, да докажан родолюб или народен активист и борец за човекови права, како што и ти, Силвана, ја најавуваш, народен делегат, Да. значи од конгресите првиот и втор на македонскиот народ, за кој што зборувавме во едни од претходните емисии. Значи, во ова делување, па и во нашата емисија, и трите што сме сега присутни, сме гласноговорници, представници од самиот народ. Значи, ние не сме ните со политичка позадина или определба партиска, уште помалку, нито сме со некои функции кои што би ни налагале поинаку или да речеме заради некаков интерес ова да го правиме. Ова го правиме точно од таа најчиста автентична народна позиција и во текот во годините на овој континуиран македонски отпор кој што се формираше во однос на овие дејства, одлуки кои што се нелегитимни, значи на таа нелегитимна власт, односно окупаторска диктатура, сме го на некој начин докажале тој народен принцип на делување, значи таа определба кога народот делува на тој народен автентичен начин, и затоа имавме Конгрес на македонски народ, народни протести, односно протести на македонскиот народ, и сега можеме од тука да зборуваме, односно да го искажеме и ставот и мислењето, па и насоките во однос на народното вето. И сега сакам околу тоа да се осврнам за ова што Агапи го даде како своја една свој вовет, односно скрининг на моменталната состојба. Ја скрининг на моменталната состојба и прашањата кои што произлегуваат од таа моментална состојба, на која што најпрво ние треба да си ги најдеме одговорите, бидејќи одговорите што ни се нудат, за нас се неприфатливи и решенијата исто така, и сега ние мораме да ги дојдеме до одговорите, односно до решенијата. И бидејќи Агапи го кажа тоа во една, така да кажам, општа форма, значи во една не врзана, како да кажам, формулација, што е точно, затоа што овдека се манипулира се па за да ја разбереме, извини, ако го читам, јас ги најдов сите текстови, барав што е народно вето, да, е референдум, ама не е тоа таков референдум, односно, извини, суверенот го има тоа право, без оглед дали во закон е наведено како народно вето.
Тоа е, од него извира. Така. Продолжи Да, се. и во однос на тоа, значи, јас би тргнала точно од тоа како е законски пропишано, меѓутоа не да навлегуваме во тие законски одредби, туку од она како стои во законите, а минатиот пат зборувавме за беззаконие, значи кога не се почитуваат законите или кога не се спроведуваат или се толкуваат и се применуваат на погрешен начин, дека тоа исто така и многу повеќе е на штета на самиот народ, значи на суверенот, иако стои под привезот на некој легалистички или законски пристап. И баш поради тоа сакав во однос на народното вето и во однос на тоа како се манипулира суверенот да покажам со примери што кај нас во нашето општество се појавија токму на полето на тоа непосредно одлучување од суверенот, односно во областа на полето на референдумот. И во тој дел и народното вето, значи е еден вид на референдумско изјаснување, кое што кај нас како таква формулација народно вето не постои, меѓутоа постои во законот точно за референдум и други облици на непосредно изјаснување, и тоа е во членот од законот за референдум, во членот 25, овој закон за референдум точно во неколку членови ја третира проблематиката на референдумско изјаснување за видовите на референдум, оној кој го распишува или поведува иницијатива за распишување на референдум и членовите каде што согласно со Уставот на Република Македонија референдумот е задолжителен, а каде што може да биде и консултативен, меѓутоа на примерот на референдумот од 30 септември, на кој што повторно ќе се вратим на прашањето дали го ја прифаќа нели ова нелегитимна состојба, значи дали го прифаќа ова што не е правна норма, последно испочитувана, значи постапка на самите државни органи, значи и легитимноста на самата власт, тоа, значи на референдумот на 30 септември, македонскиот народ, граѓаните на Република Македонија, децидно го покажа дека не го прифаќаат и тоа со тоа едно исто така недозволено кое што беше прашање. Самиот референдум не беше дозволен на тој начин да биде распишен со такво сложено прашање што во Па тука почна театарот. Театарот на македонскиот народ што до денес го гледаме со северџанија, тогаш почна. Не вовлекуваат во некои правни непостоечки и без правна сила процеси. Па ние си ја трескаме главата како да го решиме ова, што да направиме, како да ги зезнеме, когове да зезнеме, терористите што ги окупираа овие институциите. Значи, ако постои, те прекина, Фана, заврши си, па ќе се надополна. Да, значи, да. Извини. Действително, волјата на народот кажа, значи, 3 не. На едно прашање, кое што во СИД случуваше 3 прашања, што според Венецијанската комисија, значи демократија, која што е демократија преку правото, значи е сосема недозволено прашање. Значи тоа е комплицирано, повеќе смислено, со такво прашање, значи едноставно му се невозможува слободата на
гласачот или бирачот јасно да го формира, да го изрази својот став и мислење. Значи, таму јасно стои во тој документ на Венецијанската комисија дека прашањето не сме да биде така формулирано што да измамува, значи нешто да наведува на нешто друго, не сме да биде сугестивно и особено не со спомнување на претпоставени последици од прифаќањето или одбивањето на предлогот, дека гласачите мора да бидат во состојба да одговорат на прашањето само со да или не, значи тоа треба да биде јасно и недвосмислено. И сега, во тој дел, значи според ова Венецијанска комисија, кога станува збор за референдум, гласањето на тој референдум, освен со да или не, може да биде и воопшто гласачот да не даде одговор, односно да не излезе на референдум и во тој случај, според тие добри практики за одбивање, односно спроведување на референдум, најголемата моќ ја има бојкот на референдум на прашање кој што не е прифатливо. Значи, самиот референдум едноставно е нелегитимен, неприфатлив за тој гласач, односно во овој случај за суверенот на Република Македонија, и затоа ние суверените го бойкотиравме. Со самото тоа немаше доволна излазност, што според Уставот и Законот за референдум значи дека таа одлука не може да биде усвоена. Значи, нема согласност од суверенот тој референдум да се усвои, односно одлуката да помине. И тоа го имаме во документ од Државната изборна комисија и органот државен што според Уставот е должен да спроведе таа одлука во рок од 60 дена, значи не го направи тоа, иако тој референдум, таа одлука, односно неусвојувањето на одлуката е задолжително. И сега, кога зборуваме за народно вето од друга страна, значи народното вето значи изјаснување за поништување или поминување на некој претходно донесен закон или акт од државен орган, да речеме, или од органот што го носи тој акт. Значи, тука е разликата со тоа што не постои активна улога или иницијатива од суверенот за нешто да биде распишан референдум на кој што тој ќе се изјаснува, односно тоа прашање, туку во него народното вето му дава можност да го поништи, раскине или отфрли веќе донесен закон од државниот орган, во оваа смисла од законодавниот дом, например парламентот. Е сега, во нашиот закон, како што реков, во член 26 постои законска можност за народно вето. Од кој закон? Закон за референдум и други права? Да. Значи, во членот 25 сушност пишува: референдум на државно ниво може да се распише за прашања што треба да се уредат со закон, значи претходен референдум, како што нели претходно, за да може нешто да се спроведе или да се донесе. Или за преоценување на закон што претходно е донесен и во заграда стои дополнителен референдум. Значи, по дефиниција, овој член, иако не стои таму народно вето, го опфаќа механизмот на народно вето, значи дополнителен референдум. И сега,
Јас сакав да укажам на праксата, значи не само на државните органи на ова окупирана власт, окупираните институции што ги злоупотребуваат, односно не ги почитуваат законите, беззаконието владее од нивна страна, туку и на оние други чинители во овој случај, значи разни да речеме организации, дали субјекти, политички партии, здруженија или поднесувачи на иницијативи, кои што постапуваат формално според овие одредби во закони на Законот за референдум, конкретно се зборуваме на Устав, меѓутоа суштински и од реалната состојба во која се наоѓа суверенот, значи не ги поврзуваат тие нешта, па така доаѓаме до ситуации кога имавме иницијатива, значи во 2019 година, следната година, откако нели се донесе, односно народот кажа не на овој референдум од 30 септември, од Светскиот македонски конгрес, односно Тодор Петров, како поднесувач на таа иницијатива, беше поднесена до Собранието на Република Македонија, значи иницијатива да се за распишување на дополнителен референдум, а тоа значи за народно вето во однос на претходниот референдум, значи кој што беше за дали сте за влез во ЕУ НАТО со промена државното име. Меѓутоа, ако сега ги анализираме разликите помеѓу овие два типа на референдум и барањето на Тодор Петров, односно СМК, да се направи дополнителен референдум, тука веќе гледаме дека само формалното спроведување и почитување на ова право на народот не значи и дека нема да го воведе народот во замка, каде што нема да го добие посакуваниот краен резултат, затоа што дополнителен референдум, значи се прави, како што рековме, според законот и според дефиницијата за веќе постоечки договор или закон, значи кој што треба да се оспори и така треба да гласи прашањето. Значи, ако референдумот, нели овој што беше од 30 септември, ни постави прашање дали сте за влез со промена на име, кој што ние го одбивме, прашањето на СМК со новата иницијатива за дополнителен референдум беше, мислам дека беше дали сте за прифаќање на името Северна Македонија или да остане Република Македонија, каде што повторно го проблематизира, значи истото прашање, кое што дополнителен референдум или народно вето не може законски да го третира. Во друг случај, може би требаше да биде дали сте за поништување, односно за прогласување ништовен на договорот преспанскиот, врз основа нели на кој се направи промената на името. Тогаш ќе имаше валидност, значи законска примена на тој член од законот за референдум како народно и дополнителен референдум, за да можат луѓето да одговорат не го прифаќам и така натаму. Значи во старт тоа е погрешна примена на тој член, значи на таа одредба за народно вето, и не само тоа, туку во услови на окупаторска диктатура, кога треба сето тоа да го верификува државен орган, кога гледаме дека се лажираат избори, се лажираат резултати од референдум, се лажираат резултати од пописот што помина, значи после 3 години од таа 2019, да речеме, иницијативата на Тодор Петров. Значи, како може суверенот да вербата повторно својата глава, како да кажеме, да ја стави меѓу наковалната и чеканот. Да, меѓу наковалната и чеканот, повторно да ја стави кај оној джилатот
што го направи претходното, значи не ги испочитува ништо, а требаше задолжително само да го спроведе документот кој што беше на усвојување на одлука. Така и во овој случај, значи повторно од опозицијската, повторно се предлага референдум за дополнителен, значи тоа е истото тоа народно вето, за овој француски предлог и повторно до истата окупаторска власт, каде што нема повторно да се примени законски, значи нема да биде испочитувана волјата на народот. И друга работа, што доколку, значи, во Македонија имавме компактно гласачко тело, значи тело кое што не е поделено по разни основи, а најмалку по етнички, по партиски, по политички, по идеолошки, така да кажам, тогаш можеби и таков референдум да се распише, може да има позитивен одговор во однос на народот, на суверенот, значи на целиот, да може секој совесно да излезе и да го каже својот глас онака како што би требало во оваа ситуација. Значи, бранејќи го суверенитетот, бранејќи ја државата, меѓутоа во случај кога македонскиот народ е ставен под уцена, под притисок, под закани, каде што здружено работат и од другите етнички групи, значи под влијание на големите фактори кои што на некој начин ги диктираат овдека сите политички дејства што се превземаат, тогаш како можеме ние да очекуваме дека и најдобро поставено прашање на референдум, дека тој ќе биде и успешен. Значи може по големиот дел од оној што не е мнозински македонски народ или што не е подкупен, што не е можеби не е македонски, затоа што не ги споделува тие вредности, видовме оној дел кој што не припаѓа етнички македонскиот народ, дека тој може да го бойкотира. И сега ако го бойкотира тој референдум, тој нема да биде успешен. Значи, зависи од прашањето, меѓутоа зависи од излезноста. И сега тука повторно се враќаме на она што е народно вето. И во овој случај треба македонскиот народ суверенот, значи оној кој што автентично се бори за заштита и сочувување на независноста, самостојноста, суверенитетот, вредностите, традициите на Македонија, македонскиот народ, да го најде начинот, решението, меѓутоа не со една формална примена на законски одредби, каде што после можеме да дојдеме во слепа улица или самите да си направиме мичја услуга, туку начинот на кој што ние можеме тоа да го направиме по македонски, значи ние да го конципираме, формулираме народно вето, македонско народно вето, нешто што не е само содржано во самите закони, туку му додаваме додадена вредност, она што ние сакаме врз основа на постоечкиот устав и закон, да го испочитуваме, меѓутоа и додатен механизам како да делуваме во оваа ситуација кога сме оставени сами на себе. Тоа беше во најавата, значи ние сме во скапан систем, корумпиран, нелегитимен. Бараме делегитимизација на оваа власт. Не бараме. Тие сами се делегитимира. Да, сите се оглушуваат и мораме сега да се подпреме на сопствените сили. И затоа оваа пофалба за агапи, за народно вето, тоа треба да биде искреирано македонско народно вето. Значи, еден нов начин како народното вето или референдумот или непосредна демократија, што не мора да е ник референдум, како да го поставиме и да го реализираме во овие услови во кои што ние ништо не прифаќаме. Нели се држиме до таа неусвоена одлука 30 септември, меѓутоа не можеме да запреме тука.
ние мора да продолжиме врз таа основа, да го изградиме она што никој нема намера да го прави, туку само суверенот, оној некорумпиран мнозински македонски народ, родолюбите, можеме да го искреираме. И сега тука ми се наметнува, значи една проста споредба, како да кажам, меѓутоа сакам да ја образложам од еден друг и научен и филозофски аспект. Значи, во филозофијата, особено од нововековната филозофија, рационалистичка и критичка, во која што ете спаѓа Лајбниц и потоа Кант, значи во филозофијата на Кант многу тој се осврнува, значи, на два моменти. Значи, начинот на кој што можеме ние да спознаеме стварноста и да делуваме. И сега, има во науката, во логиката и во филозофијата два типа на судови, значи на формирање на искази, на ставови, на мислење, кои што се различни. Значи има аналитички судови, каде што ништо не зависи од самиот субјект, например, или тој што спознава, или тој што креира, туку нешто што му е инхерентно, што по самата природа негова, значи е дел од него. И тоа значи дека кога тоа се случува, значи без негова волја, значи тоа е нужно да е така, и се вели во тие судови аналитички, значи, да речеме придавката или својството на тој субјект му припаѓа без оглед дали тој сака, дали ќе се одлучи за тоа или не. Значи, нужно следувате, нужно следство, логичко. Меѓутоа, има синтетички судови, каде што тие се судови апостериори. Овие првите беа априори, значи претходни, без никаква интервенција на човекот. А синтетичките судови се апостериори, што значи дека зависат од искуството. Значи, тука сега ние, како совесни, обдарени со разум, со креативна моќ, значи луѓето, можеме да делуваме, значи да ние, народот македонски, во изминатите 5 години со ова инсталација, окупаторска диктатура, докажавме дека можеме ова искуство што го имаме и начинот на кој се бориме, значи без оружје, без своји представници во власт, без помагачи или од страна, да кажеме, никој што не држи или насочува, да го држиме најсправниот курс за нашиот обстој. Значи, тоа значи дека ние искуствено тоа сме го стикнале и сме го синтетизирале. Сето она што ни се случувало овие години, сме дошле до некоја вредност, значи до некој став, до некоја, како да кажам, непокорен, непоколеблив став, народен, кој што не може со ништо да се измени, да се продаде, да се купи. Едноставно, тоа е народниот начин, во овој случај македонскиот народен начин на делување. Сега, во таа смисла, значи гледаме сите овие 5 години, освен овие, како што рече Агапи, правници што не упатуваат, како да кажам, отворено, не насочуваат и народот го ставаат точно во замка на една деструктивен легализам, формализам. Значи, као се држат тие до одредби, до закони, а во суштина тоа не е поврзано никако со нашиот обстој. Значи, тука нема никаква релација со чувството на народот, со суштината на постоењето, со начинот на кој што народот треба да делува. Значи, тие треба да му ја отворат, како да кажам, да му ги предложат летета, треба да има на решенија, на начини, зашто тие се бават со таа област. Меѓутоа, ние не гледаме такво нешто, освен нешто ако не е во некоја политичка или партиска ставена програма или процедура или начин на кој што поинаку нели тоа оди, меѓутоа не на овој начин изворно, автентично, народно, или
ги гледаме и се уште секој ден, значи ги гледаме по неколку на нашите национални медиуми, аналитичари. Значи, анализа прават. Што значи аналитичар? Значи, нешто да раздвојуваш, да разделуваш, а не да спојуваш или да синтетизираш. Да, се поврзиме пак со Ана, да ве подсетиме, почитувани наши слушатели и гледачи, дека ја следите серијата Отворена македонска дебата, надеж за иднината, парадигма за новото време, и зборуваме за каква и колкава е правната сила на окупаторот северна врз македонците во Македонија. Дали ја имаме, Ана? Не знам, дали сме поврзани со Ана? Веројатно има некаков проблем. Не. Агапи, да продолжиме со ова прашање. Па не знам дали да еве ја. Да. Се вклучи. Апликацијата, само да довршам. Значи, зашто, барем во овие 5 години на ова наша голгота што не доведа до геноцид, етноцид и непостојање, уништување државата, ние се создадоа синтетичари. Значи, синтетизатори, оние кои што ќе понудат нешто, кои што ќе произлезе нешто од ова што се случува, а не да не упатуваат на деловите, на поделбите, на расчленувањето, на оние елементи што ги прават со анализа. Значи, само прават анализа, а немаме никаква синтеза. А тоа во науката, еве и во филозофијата, пошто бидејќи е моја област, значи тоа е нешто неминовно. Тоа кажува многу. Човекот и животот, значи, има историцизам во него. Значи, тоа е жив организам. Него не можеш да го расчлениш, да го анализираш. Тој функционира како една органска целина. Значи, општеството, државата треба да биде едно, значи да функционира како еден жив организам. Тоа е кажано од многу филозофии пред 4 века. Имаме едно дело од Џон Лок, Левијатан, Џон Хобс се вика Левијатан. Значи, Левијатан како едно чудовиште, организам кое што е толку моќно, страшно, со тоа го ја представува државата, која што може да биде закана и по суверенот и по поединецот, ако нема механизми како и тоа да се обузда. А овдека што имаме? Да, одлично прашање. Овдека што имаме? Интересно е размислувањето на Ана и мене многу ме радува што можеме ова да го слушаме од неа како филозоф, академик, професор по филозофија, да ни ги објасни овие два видови на науката, на филозофијата и што всушност се случува во Македонија, кои се тие аналитичари и кои се нивните погледи. Пак ќе преминеме сега на Ана, некои технички причини, меѓутоа продолжуваме. Ана, повелете. Да, значи 2 пати ми се Сега 3 пати ти се прекинува. И што ова ќе биде последно прекинување, трет пат. Да. Па не знам колку време имаме, ако не да ја завршиме ова и да ја продолжиме во наредните емисии на истава тема, затоа што имам ја многу што да кажам на оваа тема. А сатот е 11. Од вас зависи, Силвана. Да, мене ќе ми биде задоволство да продолжим и понатаму, да почекаме за миг Ана да видиме ако може пак да се поврзи да заврши незината мисла, бидејќи ова прашање е доста битно и битно е за народот да знае. Ќе го повториме ако сега повторно не се приклучи.
Добро. Така. Дај сега да продолжиме со програмава, како што реков, каналот Откритија или на англиски Discoveries, надеж за иднината. Почитувани наши гледачи, ви благодариме за вашето внимание. Благодариме што не следите овој канал, како што знаете самите, ако не слушате, е прва програмска серија дебата од областа на правото, сигурноста, владеењето на правото, правната држава наспроти корупцијата од серијата Отворена македонска дебата, каде што расправаме за навистина мощне, озбилни прашања кои што секој еден наш македонец и македонка треба да ги следи и треба да се запознае со нештата кои што се важни за нас и што е тоа што може да се превземе за да се врати државата, суверената држава на суверениот човек во Македонија. Ана, се слушаме? Да, сега повторно добро, меѓутоа неколку пати да се прекинува, не знам од која причина. Сакам само да довршам, значи тие толку важни се појавуваат пред суверенот, пред македонската и светската јавност, така наречените аналитичари. Меѓутоа, како до сега, нели, како што реков, не го пресвртија тоа или на никој не му дојде, па тука има видни луѓе и од науката, имаме и академици, за да бидат, нели, со можеби назив синтетичар, значи некој што ќе тоа ќе го целокупи, ќе го собере, ќе направи еден диалектички, како да кажам, процес, значи не човекот, општеството, државата не е статична работа, не е нешто метафизичко, безвремено во сите времења што ќе важи. Тоа е жив организам кој што трпи, болува, се радува и треба да се развива. Значи анализата тука не помага. Треба нешто кое што ќе му даде живот, кој што ќе го врати оно што е поделено, болно расипкано, кој што ќе овозможи на секој поединец на државата и општеството во целина да биде оптимално да функционира и за добробит на сите. Како аналитичарите анализираат што се случува во Украина, сега не знам на Тајван, така натаму во Америка, Трамп, како не можат да понудат решение за овој нападен, репресиран народ. Значи, тоа е срам, како што рековме и минатиот пат, за новинарите, за академиците, за авторитетите, професорите и така натаму, докторите по разни науки, што не се осмелуваат понатаму да одат од она анализа, стручна научна, од своите трудови, од своите позиции, веројатно поради конформизмот, и оние што се осмелуваат, сепак не го прават овој присуден чекор за неколку ставила понапред или стратешко делување да има. Значи, тоа ми беше зборот и само ќе напоменам во друга емисија може да го третираме тоа. Значи, овде во Македонија пред повеќе од 2 децении се јави исто така во творечки порив, значи една формулација во врска со ова што го реков, синтетизирање искуственото или учење, спознание врз основа на искуство и решенија понатаму за понатамошен развој, се јави формулација искуствени. Значи човекот како поединец, меѓутоа и организмот, општеството ко целина, мораме на нашето искуство да се изучиме и да се издигнеме над ова што не уништува. И тоа во еден труд авторски е кажано дека таа е повисока титула и од самиот академик. И ние гледаме во праксата дека тоа е многу точно, затоа што академиците не одат понатаму. Значи, затоа и не нудат решенија, затоа што тие тоа се уште не го осознале. Вие делуваат само на тоа рационално рамниште, значи кое што е да, кое што е формално, академско, екс-катедра, значи теоретско, што е далеку од живиот организам, од она што од кое имаме ние потреба. Значи, ние немаме потреба од анализи, немаме потреба од решенија,
иде во таа посока и при Огромна тоа разлика. овој канал, значи за решенија, за откритија, значи за нешто ново што ќе не извади од ова као, значи од ова самоуништување. Да. Ана, благодариме. Благодариме многу за сите тие информации. Да преминеме сега на второто прашање, а тоа гласи: какви можности нудат постоечките важечки закони во Република Македонија, например законот за локална самоуправа, кој што е донесен и објавен во Македонија. Повелете. Па сега се случи нешто на повеќе, на 2-3 пати се случи. Значи, кога не убедуваа дека готово сменето е името Северна е, не знам што, некој си градоначалник на општина Сопишта одби да ги прифати промените и да пише дека е Сопиште во Северна. Нели? И сега, јас го читам законот за локална самоуправа и уствари гледам дека човекот постапил законски. Тој не одбил да спроведе закон, пошто закон за Северна е измислен и не постои. Да. Туку тој она што го пишува во законот Република Македонија, тоа е општина во Република Македонија, тоа и го применува. Но, ако е нешто направено на меѓународно ниво, па тоа не можело да се раскине, па било вакво, па било такво, и како бе овој од општина Сопишта може да биде Македонија, да не спроведува, ако е тоа така. Тоа е еден показател само дека све лага. На овие така наречени локални избори последниве имаме една друга состојба кога како да речам опозицијските кандидати одбиваат да потпишат изјава со Северна, изјава таму заклетва што даваат во општините, и ја потпишуваат изјавата со името Република Македонија, како што си стои во закон. И тоа е така и така треба да биде. Јас не сум сигурна, не проверив дали е системски законот за локална самоуправа, дали се носи со 2/3? Знаеш, Ана? Не знам дали е системски закон, мислам, уште поважно е за нас дека е локалната самоуправа уставна категорија. Значи, тоа е автономна, исто така, власт, која што е во нашата... Па преку локалната самоуправа, имено, преку локалната самоуправа, ние граѓаните директно ја исполнуваме нашата, како да речам, нашиот план, како сакаме да живееме и каде сакаме да живееме. Ако може тоа да го направи општина Сопиште, значи дека секој од нас во својата општина, во својата месна заедница, ќе си поведе иницијатива, ќе си собере народ и ќе стави вето. Затоа што тоа е неза... Меѓутоа, ова е како да речам, разговараме, ама не е формално. Она што е формално е дека не постојат овие. Немало кој да распише локални избори. Па така и овие што кажуваат дека потпишале со Република Македонија, се непостоечки и невалидни. Од причина што Тајат ги распишал. Така исто Мицковски и Апасиев не можат да ми прават мене референдум. Зашто јас како суверен на никого не го дадов правото
А пак они воопшто не се никакви представници, бидејќи они ротираат околу Северна, функционираат во систем на некаква Северна. Тие се надвор од Македонија. Тие воопшто не екзистираат во мојата правна, животна, било каква околина. Не постојат. Како тоа не го разбираат? И сега, повторно, ќе ја префрлуваме вината на народот, народот ќе прави, ќе го прашуваме. А уствари не можат ни да распишат, ниту да поставуваат никакви прашања, како нелегитимни и нерегуларни. Во однос на законите, Ана, што ја почна дискусијата, дека имаме ние по 25 од законот за референдум и други права, ајде да се држиме до Уставот, ќе ни биде подобро, затоа што Уставот е врвниот акт со кој што ниеден закон не може да му ги намали ингеренциите. А Уставот вели дека секој референдум е задолжителен. Факултативно, односно право на избор, може да биде дали ќе го распише референдумот или нема да го распише, дали ќе го распише пред тоа или ќе го распише отпосле, дали ќе го нарече, меѓутоа не може да има незадолжителен референдум. Значи, тоа е нивна трики лага, како што ги менуваат законите со зборови. Јас дури најдов тука од управен суд, не знам по кој повод, не се сеќавам, сега не можам да барам. Светски македонски конгрес во 2009 година поднел некоја иницијатива до Уставен суд, каде што бара нешто околу референдумите. Значи, бројот е број 260/2009. Сега, таму има еден, замислете, овој уставниот, наводно уставниот суд, кој што треба да го чува, он е чуварот на Уставот. А Уставот е највисокиот акт, правен акт во државата, што ниеден закон не може да го смени. Можат свашта да пишуваат во законите, ништо тоа не им важи. Меѓутоа, овој уставниот суд треба да го чува Уставот. Гледаме дека не го чува и сите иницијативи ги отфрла и не одлучува по истите. Зошто? Затоа што нема правна основа да одлучи спротивно на волјата на терористите, на тираните, значи нема правна основа, а сака да им учини и заради тоа ќе отфрли иницијативата, воопшто нема да расправа и т.р. ќе меле, значи, празна слама во тоа нивните решенија што ги носи. И сега издвоеното мислење се нашол некој по повод референдумите, некој судија Игор Спировски. Не знам кој е овој судија, јас не Игор Спировски. Да. Ова е решение број 260/2009 од 7 јуни 2010 година го дал судијава издвоеното мислење и тука точно си пишува дека референдумот на државно ниво, значи сега, ако правиме ние на локално ниво референдум дали да имаме чешма овде или сакаме 200 метри понатаму, тоа може да биде консултативно, тоа не е обврзувачко, консултативно е, се консултираме каде ќе го ставиме, каде е чешмава, каде клупава или не знам што, од некои практични причини. Меѓутоа, на државно ниво референдуми, за дали сум во Сојуз, дали ќе пристапам, дали сакам да бидам во НАТО и во ЕУ, тоа е задолжителен по сите основи. Овие што се во власта сега се измислени, него па и тогаш бе измислени, арно викам. Измислените ќе ми одлучувале дали ќе бил или не ќе бил задолжителен и ќе носеле одлуки. Они немаат такво право. Секој референдум што се однесува на државни прашања, на сите, на цела Македонија, на сите граѓани, е задолжителен и точка. Како ќе одлучат граѓаните суверен од газдата,
Тоа е задолжително и ништо друго не можете да спроведувате. Понатаму од тоа. Сега, со оглед дека сме во една ваква состојба, каква што сме, да ја дефинираме состојбата. Значи, ние сега имаме едно македонско собрание без луѓе во него, бидејќи сите тие кога преминаа под капата на Северна си дадоа отказ, самите се делегитимираа, бидејќи македонскиот народ во Македонија наводно ги бираше, не знам кој кого бирал, ги бираше во Македонија под македонски устав, знаеме закони и се поред. Оној момент кога државниот удар го прифатија како некаква нова Северна, самите тие се делегитимираа, што значи дека тие се отпуштени од работа. Ако на работа сгрешиш, направиш штета, ќе добиеш отказ. Пошто се отпуштени од работа, собранието наше седи празно. Македонското собрание е празно. Народот македонски како суверен има право да си назначи своји представници, но бидејќи не може тоа да го направи на начинот како што досега го правеше, од причина што зградата и институциите се окупирани, да, тогаш е потребно да се направи некое кризно тело, народот да си направи едно кризно тело, кое што ќе ги представува неговите потреби и права, ќе ги застапува неговите права, и тоа тело, нека да еве како да го наречеме, например, нека го наречеме на влада на народен спас. Затоа што ние треба да се спасиме, а не можеме тоа вака да го направиме. Ќе направиме една влада, а можда и веќе е направена. Ние не знаеме. Може би има во екзил некоја македонска влада, која што не може да влезе овдека во институциите и во зградите окупирани од северната окупација. Па таа власт, таа македонска влада за спас, ќе го извести светот, пошто јас сум многу изфрустрирана што немам представник и не сум можела да се обратам до светот. Тоа не може да биде. Јас сум жив човек и можам да се обратам и мојата тежина е поголема од тежината на Таљат, зашто силата Таљат од мене би ја црпел, предпоставено. А тој ја црпи од америчка амбасада, нека си го однесат и немачка и холандска кој сакаат. Нека си ги однесат дома, од кај што се дојдени амбасадорите, пошто оваа влада на национален спас ќе треба да направи персона нон грата за од сите оние кои што имаат извршено велепредавство или имаат извршено мешање во внатрешните работи на Македонија. Откако ќе оваа владава, значи, може фино лепо, ние имаме и друг проблем, немаме направено попис. Пописот северџански апсолутно не интересира, можат да пишуваат што сакаат, и онака не го правеа пописот. Туку парите ги украдоа, а податоците ги препишаа од постоечката евиденција, која што евидентира 14-15% албанци во Македонија максимум, со оглед дека имаме големо иселување, веројатно се и под 10%. Процентот. Да, но во окупираните институции се 95%. Значи, окупираните институции во Република Македонија од страна на северната окупација содржат 95% албанци. Нели? Па не може, тие не представуваат ништо за мене. Од тука, народот да направи, да најдеме начин да направиме еден, дали ќе биде електронски или со изјава подпишана на некој нотар, каде и да сме во светот, каде и да сме во ова, да направиме едно место каде што ќе се собереме и ќе си кажеме дека ова владата на национален спас да објави подитно
окупација, да каже дека Македонија е под окупација од 2017 година и дека народот не е во можност да се справи со окупаторот, бидејќи тој разбира само говор на сила, а правни аргументи не постојат за него. Па да видиме дали светот ќе ни помогне да направиме еден електронски попис или писмен попис, секој од нас своерачно да даде изјава, која што ќе ја приложи на едно одредено место, значи да се преброиме, откако ќе се преброиме, ќе си направиме секако нашето собрание, Народното собрание, како суверен, има право да носи одлуки во своја корист и да престане да ги почитува измислените, наметнати, навидум, така наречени одлуки од некој што... Насилнички. Па, да, насилнички точно, од некој што нема надлежност врз мене, нема правна сила. За сето ова, народот не треба да се плаши, само треба да му се тргне пердето дека постојат овие. Значи, они не постојат, постоиме ние. Постои Уставот на Република Македонија и законите на територија на Република Македонија. Се што е надвор од тоа е право за во затвор. Сега, што војската, полицијата прешле под капата на Северна, слободно нека си одат со Северна, не ме интересираат. Слободно каде сакаат нека одат. Но ние ќе си оформиме, или имаме оформено, или чекаат негде, за да дојдеме до израз, наша војска и полиција, таа што е македонската, отпаднатите неки ги враќаме, ако некој дезертира, не го враќаат, го судат на воен суд. Толку е муабетот. И да си продолжиме, да си ја тераме македонската работа. Гледаме дека западната цивилизација, уствари дивљаци, е во пат, гледаме дека треба да се вратиме кон нашето. Ние природно припаѓаме на истокот и нека не ме мешаат сега те БРИКС, Русија, едно друго. Убаво е се тоа, ама прво да застанеме на свој нозе за да бидеме стабилни, за да можеме со било кого да направиме едно нормално живење, нормално партнерство на хумани човечки односи. Такво е моето видување и јас сега повикувам, ете, човек што има правно знаење, а исто така и општествена одговорност од сите наши професори, академици, едни други, да кажат... Аналитичари? Не ми требаат аналитичари, синтетичари ќе ги викаме од сега, така ли, Ана? Така, некој што нас ќе ни го покаже патот. Северна што сака нека прави, готова е Северна. Северна не постои. Никогаш не ни постојала, него филмот, митот за незе се сруши. Еве ги сега се сруши и за ковидот, еве ги сега и мајмунскиве ги почнуваат. И сега се чудат, сакаат да не затворат. Пак некои уредби, некои измислени таму ќе ми воведувале уредби и ќе ми давале. Значи народот едно е битно, да сватиме дека ова не е противуставно и дека со ова ние не прекршуваме закон, туку напротив, ние си го чуваме уставот и си постапуваме согласно уставот и законите во Република Македонија. Толку е муабетот, немам понатаму што да ги гледам. Оние што ќе помислат дека некако можат да помогнат, нека се пријават, значи на овој попис ли ќе си направиме, нешто ќе си направиме, некој список за да се видиме кои сме и што сме, нели? А не да се шетаме по... Тоа е неопходно, мора да се Неопходно е ние да се знаеме кои сме, што сме, до кај сме, колку сме, ми е муабетот. За да видиме кој на која страна е. И така фино Господ си прави чистка, куколј од жито, и фала му, стварно ова се ќе се расчисти на најдобар можен начин за нас, но ние треба да се освестиме и да го тргнеме пердето, лагата северна од пред овакво и да се погледнеме во огледало, да се прашаме ти кој си? Дали си македонец во Македонија? Одговорете си само на прашањето и да се ангажираме сите, во ти сам човек ништо не прави. Ни за на погреб, ни за на свадба не е. Сам човек ништо не прави. Сите заедно може. Кажете,
Така ја си го замислувам, еве. Што би рекле овие, извинете, аналитичари. Сега желби, не бе желби. Абе така ќе направам, јас сум суверен. Моја е силата, кај мене е се. Како може да оставите некој таму непостоечки да ве раководи и да ви команда па да му барате начини да го ништите, правно ќе го ништеле ово. Абе, ајде ке ве молам, дајте нов агол да видиме на работите. Да ви дадам еден пример. Да, поели. Имам еден превод за преведување, документ од матичната служба за умрени. Лицето е починато, пензијата веројатно ќе се прекини, нели? Треба да се преведи документот. И го гледам документот и се чудам. Не постои никакво лого, никакво име во позгора. Тоа е како секој ден би можел такво нешто да состави. Нема име, не е официјален документот. Го разгледувам. Гледам доле, подоле на десната страна има некој печат. Печатот огромен, полно работи во него, не се ни читаат што се тие, од каде е, што е. Нели не може да се види. Некој се подпишал таму, дали тоа постои лице или не, кој знае. И документот е на француски и на македонски. Не на англиски, на француски и македонски. Сега, погоре на левата страна... Извини, се испреќа во Австралија, така? Да. А на француски ја напиша? Да. Добро. И пишува на левата страна горе Republic of Macedonia или Република Македонија. Република Македонија. А во самиот текст, каде што се дадени подоле, податоци за кога е лицето починато, кога е лицето родено, и како се вика, кој е полот на лицето и така натаму, пишува местото каде што е починато лицето и каде што е родено пред 100 години. Родено. И во тие две графи пишува, и тоа не да е со, како да речам, не е компјутерски, тие зборови не се ставени, туку се изгледа имаат некој си печат, вака печат, и го удриле печатот. И во тој печат зборовите се Северна Македонија. Да. Гледајте сега, од озгора пишува Република Македонија, а подоле лицето да е наводно родено во некоја си Северна Македонија, што не постојала кога лицето е родено... Не, што не постои и денес. И денес не постои. 1991 година лицето е родено, нели, не постоело тоа, нити сега постои, мислам, Северна, и дека е умрено во Северна. Да. Тие податоци не се точни. Тоа не е вистина. А тоа е фалсификуван документ. Фалсификуван. Да. Тоа е кривично дело. Тоа е кривично дело и тоа е навистина жално. И тоа пензиско го праќа, така? Не е веродостоен тој документ. И предизвикува проблем за преведувачите, овластените судски преведувачи, бидејќи кога погледнеш еден документ каде што не е консистентно, нели? И некој внесол некој си печат во кој што пишува Северна Македонија, а погоре Република Македонија, каде што нема никаков лого, никаков амблем нема на земјата. Го нема она, нели... Нема, избришале, нема. Нашиот символ. Што е? И па можат овие заинтересираните, до кои што е документот, да им поднесат кривични пријави против Република Македонија, против ПИОМ, не знам сега за која институција се работи, бидејќи им е изготвен и предаден фалсификуван документ. Така? Ама, значи, имаат шанси да покренат една лавина, каде што дајте да видиме од каде јас сум роден во Северна, или кога сум умрел во Северна. Дајте, по која основа, каде?
Зашто го немате? Зашто овде едно ви пишува, овде друго ви пишува? Како смее тоа да биде? Тоа не смее да биде. Значи, ете добар доказ, сите да бараме документи и да им поднесува. Они тоа чекаа. Они затоа така газ по газ, полека газат со еве више 5-та година. Они чекаат ние да прифаќаме. А ние видовте ли што се случи на Косово, сакаа регистрациите да им ги сменат на србите. Па како ќе сменат, инцидент настана. Мислам, тоа секако е испланиран инцидентот. А нас коси црти не пишаа пред години, ние не реагираме. Одиме уште им носиме таму. Извини, Гапи. Австралиските власти, дали се тие федералните или републички, или на локално ниво, не можат просто да ја најдат земјата Македонија. Не можат, да. Менети се сите податоци, податоците се за Македонија, Северна Норth Македонија. И самите се чудат колку пати ова земја го има сменето името, или што се случува во Македонија, не им е јасно, не може да ја најдат. Гледаат во те компјутери, каде е Македонија, ја нема Македонија. Туку некаде под Н било, Норth Македонија. Па тука е крајната цел се гледа од тоа. Значи, нив и Норд не име доста. Треба да ја нема Македонија. Тоа име крајната цел. Тоа нема да го доживеат никако. А Северна, еве, а готова е више им ја снемува лагата. Спремни сме за третото прашање? Или имаме некој нешто друго да биде? Да? Да, само сакав да се вклучам околу она прашање што ме праша Агапи за дали е системски закон. Па најверојатно да, затоа што за локалната самоуправа, затоа што локалната самоуправа е една од темелните вредности на уставниот поредок според член 8 од Уставот. И сите тие кои што се темелни вредности, значи се основа за усогласување на секаква регулатива што ги поврзува тие темелни вредности, така да и локалната самоуправа како темелна вредност или уставна категорија, самиот закон за локална самоуправа по таа основа е и системски закони кои ќе видиме дека во општините се надлежни за разни области во својата општина, значи образование, здравство, за све, да. За многу да имаат надлежности, значи за вработување, за Значи тие работи се директно во наши раце. Директно ние одлучуваме. Тоа сакам да кажам, значи за градежно, за земјоделско земјиште, сите тие закони што се носат за комунална дейност, за јавен сообраќај, патишта, катастар и сите тоа, значи се врз основа на овој системски закон. И гледаме дека, значи, таа е самостојна власт, истовремено, значи, таа е независна во својот делокруг на надлежности и е еден од начините според уставното право на демократизација, дури на централната власт, ако таа не е демократска, значи во овој случај ние минатата година водевме еден исто вака емисија за народни представници, да можат луѓето конечно нели да се едноставно да ја отфрлат ова, нели што викаме окупаторска диктатура, зашто и Агапи многу убаво тоа го синтетизира, значи укажа на насоките и на можностите, значи ние креативно да ги применуваме законите, ама на најисправниот автентичен начин, значи не со извитоперување, толкување како ни треба, туку како е, значи како е целата моќ на законот, ние можеме да го примениме во наша полза, не во наша себично егоистично, туку за добробит на народот, државата. За тоа има секоја локална
локално живење. Така да, тука е можноста како да се искреира, значи, точно народен, суверен, автономен пристап, кај што ќе си го редува своето живење, дури во како уставна категорија, значи независна автономна власт. Локалната самоуправа предвидува организирање, значи на ниво на собир на граѓани да одлучуваш за нешто. Не ти треба ни печат, ни градоначалник, ни совет, ако мене ме засега нешто што е во мојот, како да кажеме, мое право, дали ми оневозможува или треба да ми го возможи, значи со собир на граѓани решаваме ние. Ние сме тие кои што го живееме тој живот. Значи локален, заедницата тука што споделуваме и добро и зло. Значи тоа е исто така легитимно делување. И ето тука може да си делуваме самостојно. Народно. Браво. Како македонците да ги искористат пишаните важечки закони во Македонија и во светот во симбиоза со природните закони кои по раѓање му припаѓаат на човекот, па така и на нас македонците? Па ова беше Ана што го кажа сега делот од ова како поставеност. Многу е битно во тој смисол како да постапуваме, да се повикаме, нели се овој пишаниот закон, со овој природниот. Да се повикаме на нашата сувереност и кога ќе не дојде било каков документ од било која институција, дали се работи за полицаец, дали се работи за инспектор, дали се работи за управа за јавни приходи на Северна, се што носи предзнак Северна и ти носи документ со Северна, нема правно дејство врз тебе како македонец. Нема правно дејство. И кога ќе ти ја напише казната, ти ќе му речеш да пиши слободно, нема проблем. Ќе одиш на суд и ќе се повикаш на судијата дека нема надлежност, бидејќи тебе од Северна некоја тука ти пишал. Германија мене не може да ми пишува сметки. Уствари Лилипутанија, Германија постои. Ова се вернава колку Лилипутанија, не знам. Значи, немаат правна сила врз нас. Не можат, ние не можеме да одговараме по измислени северни закони. Ние имаме македонски закони. Повелете, спроведете закон. Повелете. Ајде. И да видиме, и тоа треба да го правиме сите. Начин е да ги земеме парите. Мораме да си ги земеме средствата, они со нашите пари нас не гнјават. Нас не окупираат. Значи, самите себе се убиваме. Едноставно, бојкотот, активен бојкот, не застана со неизлегување на лажниот референдум. Туку продолжува и понатаму се до конечно воспоставување на силата на граѓанинот, на суверенот врз својата собственост. Што значи дека ние што треба да направиме? Нема зошто да ги избега. Да не се плаќаат сметките, да не се испраќаат децата на училиште да учат родова настава. Страшно. Од нас зависи. И ние треба да не се учествува во некакви измислени референдуми на Пасиев и Мицковски. Точно. Точно. Значи не плаќаме даноци. Да се најдат луѓе, нема зашто. Прво, и даноците им се измислени, и тие закони им се измислени. Не смеат да постојат. Што е тоа данок на добивка? Што е тоа данок на имот? Јас сум го купил моје собствена, зошто тебе ти плаќам данок? Тоа е све измислено. Тоа е противуставно. Како? И сега ние ќутиме. Ние точно е дека сме
неписмени во смисол на живеењето, како да речам, во организација на животот. Затоа што не учат на тоа. Глупости не учат. Нашите деца уште поголеми глупости. Значи, ние треба да седнеме, дебати да отвориме и да си разговараме за да научиме. Така се учи тоа. И што да применуваме во пракса. Ние мораме тоа да го направиме. Оти вака повеќе, велам, ни робови не сме. Оти на робовите им даваат некоја храна за да обстојат, за да ги користат. Нас не ни даваат храна, сами си ја бараме. Према тоа, дајте да се ангажираме секој од нас. Да се ангажираме во секој поглед каде што можеме. И да си збориме и да си кажуваме за што е ова. Не дека сум јас паметната, па мене некој ќе ме слуша. Меѓутоа, сите вака да разговараат. И да кога ќе наслушнеме, да го испитаме што е точно, што не е точно, дајте да видиме до каде сме. И така ќе се ослободиме. И многу брзо ќе биде тоа. Не е добро да не водат, гледаме дека на кај војна оди работава. Зашто крајната цел на зверот е да го поништи човештвото. А дали ќе биде со војна, со гладување, со овие вакцини, 5G технологии и глупости, нив им е се едно. Целта ако ја постигна. Ние сме тие што треба да видиме кој што ни прави и кај ни прави. Не други. Такви диктатури окупаторски во минатото може би траеле и подолго време некои, меѓутоа секогаш им дошол крајот на истите. Така и на овие им доаѓа крајот и тоа тие многу добро го знаат. Ана, повелете. Јас не би должела, Агапи многу убава даде и завршна така мисла, што е многу соодветна, нели, во нашите услови, а во однос на прашањето трето само ќе кажам дека ние можеме да делуваме токму со правото, кое што е наше право, кое што не може никој да ни го оттуги. Значи, прво од тука да гледаме што се е во наше раце, дека моќта е во нашите раце. Да. Само тоа треба да го осознае секој од нас и не само што ќе го осознае, туку како со таа моќ да удри врз оние кои што несовесно и неодговорно ги окупираат нашите институции. Не само тие, нели, како да речеме, што има тој диктат да постапуваат така инсталираните, туку и сите оние во администрацијата, значи вработените во државните институции, особено во образовните институции, каде што треба тие да бидат пример или знаењето што ќе го пренесуваат на учениците, то не е само податок, информација од книгите, туку од она како ти, како личност влиеш со својот интегритет, со својот пример, значи да не постапуваат, значи не се исполнуваат својата основна воспитувачка функција овој наставен кадар, да видиме дека немаат свидетелство уште добиено учениците. Каква е таа држава? Дали е таа држава моќна? Дали е таа има капацитет, значи на ученици, на дечиња, да не им овозможи, немале хартија или не знам тендери не биле завршени, значи за свидетелства, замислете, свидетелство да му издаде. Рекоа конкретно август ќе биде, значи сето тоа е никаква државност нема тука. Тука нема никаква одговорност. И сите тие треба што побрзо да ги напуштат, значи да бидат исфрлени. Отказ да им се даде. Да не би невршење на должноста и работните обврски и надлежности како институција, меѓутоа не секој поединечно. Значи тие се на поединци, зрели воспитувачи, наставници, професори во средни училишта. Како може безпоговорно, молчаливо да дремат, да чекаат дали ќе го пушти централната власт, тендерите дали ќе се завршат или некој ќе одврти славината, па децата треба
да го пијат тоа знаење. Не може да чекаат на нивните одлуки. Значи, каков е тој кадар? Никако. Исто се и по другите институции. Значи, видовме во тоа видео, не знам дали го спомнавме на почетокот, значи, од член на Државна изборна комисија, што зема 60.000 месечно плата во целиот мандат, еднаш или два пати во недела што доаѓа по избор на работно место. За неа не важи закон за работни односи, не важи обврската да биде на работно место и да не важи, значи тоа е еден проблем што треба народот суверен да ја отповика, значи такви не требаат во државни комисии. Има луѓе што ќе се заработат за тие пари, ако дека таа е сумата што треба да прими. Што мислам дека е висока, меѓутоа за овој стандард е тоа надворот од реалноста. Меѓутоа, никој ништо, значи не се залага, освен дел од оние родолюби кои што не се на позиција кај што носат одлуки, каде што ќе се спротивстават на некоја неправичност. Значи, тука мораме пак повторно да го потикнуваме, да го храбруваме, како што велиме, секој од нас поединечно и таму каде што е, да го прави тоа истото, уште повеќе, затоа што има одговорност и надležност на таа позиција. И уште само слова да се надобрзам заради тоа што во емисијата беше спомнат од вас, мили за тој документ за умрено лице. Пред повеќе години, мислам дека порано не беше така, значи се вади уште еден дополнителен документ во управата за матични книга, евиденција, а тоа е освен умреницата што добиваме нели во форма изглед како извод на роден или на венчани, се добива и посмртница за починато лице. Значи, тоа нема тој тип нели на како да кажам, на документот со тој заштитен жиг и така натаму, меѓутоа на обичен формулар, каде што дали две страни има, ние имаме така за наша почината баба, меѓутоа во моментот не ако успеам да најдам или следен пат, ви го прапам тоа, можно да се работи за таков документ. Меѓутоа, и во таа матична управа, видовме дека има злоупотреба на службената должност. Значи, многу од тие изводи, во овој случај посмртници, има за еден случај пред некое време кривична пријава, значи вработен, што издал противзаконско, против прописите за умреници издавани посмртница, каде што две живи лица добиле умреница дека се умрени, со кои што таа што поднела и тој што и го направил, нели, може би за одредена сума или не знам каква надокнада, значи, повела оставинска поставка, нели, за оджививе лица, наводно дека се умрени, да наследи некој имот. Така што и ова што велите, додека не испитате дали е тоа валидно, може до тој, нели, кој што го поднел документот, може би и тука да не се работи за нешто, затоа што си отворени треба што велиме 24, колку да не се, во сите овие услови на беззаконие, на непочитување. Преведувачите во Австралија, судските преведувачи, овластените преведувачи, тие одбиваат да стават номенклатура Северна Македонија или Норth Македонија во нивните преводи. Одлично е тоа. А затоа викам дека треба да се од сите страни да се направи тоа. Истовремено, ако ми дозволите, да ги поздравам, еве да ги охрабрам професорите во училиштата, особено во основните училишта, но и во средните, да престанат да ги слушаат директорите, обично тие што се директори се ставени по партиска линија и се под директна контрола на овие што изигруваат власт, да си напишат правилни, да ги поништат од минатите 2 години свидетелствата, да напишат Република Македонија
и да си издаваат свидетелства со Република Македонија, отево спротивно ќе одговараат за кривично дело фалсификување и рушење на, има таму повеќе кривични дела, додека не им дошло на глава. Затоа што една од првите работи ќе биде да се исправат работите, а ќе се исправат така што ќе се утврди вината кај тие што директно извршуваат. Не може да ви биде директорот крив кога вие знаете дека сте во Македонија, пишувате Северна. И тоа го правите по налог на директор, а не по некаков устав и закон. Така да се знае. Поздрав до професорите. Да. Како што рече Агапи, сакаме да ве охрабриме, сакаме да слушате она за кое што зборуваме за темите секој четврток и да не следите редовно, затоа што на тој начин ќе можете не само да се охрабрите, туку исто така ќе знаете во кој правец можете да се обратите и ги остварите вашите права. На тој начин. Јас, Ана и Агапи, ви благодариме за вашето внимание овој четврток, 11 август 2022 година. Сакам да ве оставам со зборовите на Нестор Огинар, кој пишува: ние, македонскиот народ, сме како дрвјето во гората, што пушта нови фиданки и кога насила ги сечат. Бидете добри, бидете здрави и живи и се слушаме следниот четврток во истото време. Пријатно довидување. Благодарам. Сико е добро. Довидување до следниот. Со Господ напред. Со Господ напред. Амин. Благодарам. Пријатно.